Недостигаат сезонски работници во земјоделството. Фармерите се жалат дека многу тешко може да најдат работна рака, па мора некако да се снаоѓаат. Со тоа наидуваат на потешкоти во целиот производствен процес, бербата и пласманот на производите. Па веќе работници нема, ама некако се снаоѓаме од ден за ден да може да ги превршиме со бербата. Нема работници затоа што не сакаат да работат или се иселени? Повеќето се селени, а пола од што се тука не им се работи. Кога ќе им кажеш јагоди да берат, сите се плашат. Вера Христова од Габрово вели дека од 17 години е во земјоделството. Не е проблем полската работа. За мене не е тешка работата, од што јас сум од 17 години земјоделка и до ден денеска оште имам воля за работа, што викат. На ден бераме по 130 гајби. Близо 1 тон се бере јагода. Од колку часот почнувате со бербата за да завршите, за да ги завршите Ние се вали идеме у 6 сато, ама ако има роса нешто, ќе поседаме 1 сат и после веќе 7,5 сато почнуваме да работиме. До 11, 11,5 наберуваме и си одеме. После 3,5 пак идеме, береме. И за сабајето на пазаро оде. Анализа изработена од Центарот за истражување и креирање политики минатата година насловена оценка во видлив сезонски работник во земјоделството преку реформа на постапката за пријавување става акцент на големиот број ангажирани сезонски работници во земјоделскиот сектор и потребата од нивно евидентирање. Сезонската работа, која во најголем обем се користи во секторот земјоделство, станува неформална, а тоа создава проблеми за работодавците и производителите, но и за институциите што треба да ги спроведат практиките на добро управување и да обезбедат услови за конкуренција. Имено во најголем дел од земјоделството се користат сезонски работници кои постојано се дефицитарни поради поконкурентните можности за ист вид работа во земјите членки на Европската унија, каде што впрочем заменуваат и македонците, оставајќи ги домашните работодавци без работна сила, се наведува во истражувањето.